Анкетираните граѓани не се задоволни од листата на производи кои со намалена цена треба да се продаваат во маркетите. За други намалувањето е далеко од реалните цени, бидејќи трговците претходно со цените отишле многу високо. Скоро сите, не само тие. Нема кој не засасува. Тие што се намалени најмалку ги јадеме. Треба месото, кашкавало, сирењето, они се исти цени. На лист. Па се. Сувомесното е на плафон. Најмалку за 40-50% треба. Што е 10%? Ако е 400 или 500 динара, 10% што е? 10 динара ќе намале. Значи нема ништо не намале. Освен за прехранбените производи, граѓаните намалување очекуваат и на пијалоците, нешто кое министерот Крешник Бектеши го најави на својот Facebook профил. Намалување на цените на безалкохолните и алкохолните пијалоци. Денес добив неколку писма од нашите домашни производители на минерална вода, сокови, пиво, кои ви известија дека доброволно се вклучуваат во кампањата гарантирана цена со намалување на цените од минимум 10%. Објави министерот Бектеши. Пијалоци, да, со тие освежителните пијалоци, алкохолните не. Против алкохола сум. Но има и такви кои размислуваат поинаку. Пијалоците не мора. Цигарите не мора. Оно друго се треба се намале. Намалените цени на овие производи ќе помогнат на домашниот буџет, но трошоците за живот и натаму остануваат високи. За граѓаните скапи се средствата за лична хигиена кои засега никој не ги споменува. Скапи се горивата, телекомуникацијските услуги и други трошоци на дневна и месечна основа. Ова според аналитичарите е вистински момент владата да не застане со помош на граѓаните.